Денес одбележуваме 147 години од раѓањето на деецот и апостолот на македонската револуционерна организација Гоце Делчев. Тој е роден на денешен ден во Кукуш 1872 година. Како еден од главните идеолози и стратези, учествувал во Солунскиот конгрес, каде бил донесен уставот и правилникот на македонската револуционерна организација. Ние ја имаме таа чест и особено задоволство како училиште да го носиме и славиме неговото големо име. Сигурна сум дека и нашите идни генерации на ученици ќе продолжат да го почитуваат и слават ликот и делото на овој просветен работник и револуционер. Гоце Делчев. Денес е 4.2.2019 година. Ден кога пред 147 години е роден Гоце Делчев, патрон на нашето училиште, идеолог и организатор и предводник на македонското национално ослободително движење од крајот на 19 век и почетокот на 20 век. На 21.2.1872 година по стариот или на 4.2.1872 година по новиот календар е роден Ѓорги Гоце Николов Делчев од мајка Султана и татко Никола во градот Кукуш од приморскиот дел на Македонија. Во својот роден град Гоце го завршил основното и базираното образование, а есента во 1888 година се префрлил во Солун да го продолжи своето образование во местната машка гимназија. Тој пројавува жив интерес кон револуционерната идеја и во 1891 година го продолжува своето учење во военото училиште во Софија. Тука останува до 26 септември 1894 година, кога со наредба број 107 поради пријавените револуционерни идеи е отпуштен од училиштето. Во врска со овој настан, тој ја раскажува следната мисла. Доста ми е од тоа што го добив од училиштето. Заминувам во Македонија. Треба да се организира народот, да се вооружи, да му се влее вера во неговите сили, за да се разбере како да се ослободи од робството и мизеријата, да му се отворат очите. Нашиот патрон Гоце Делчев беше голем син на македонскиот народ, бунтовник на своето време, социјалист и револуционер, синоним на борбата на македонскиот народ. Жива легенда, и затоа народот со право му го дал епитетот Сонцето на Македонија. Периодот од 1894 па се до неговата смрт во 1903 е период кога Гоце Делчев се вклучува во внатрешната македонска револуционерна организација, формирајќи ја својата чета и животот го посветува на Македонија. Тој е учител во Ново село, Штипско, а станува и директор на штипските училишта, а тоа е период во кој тој ја крстари цела Македонија, ширејќи ја револуционерната организација, собирајќи пари и оружје и припремајќи го народот за востание. Ова е периодот кога ја искажува познатата мисла. Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли поинаку да ја ослободи Македонија, тој се лаже себе си, а ги лаже и другите. Доследен на своето револуционерно демократско определување, тој надолж и нашир ја крстосуваше Македонија, одејќи од град до град, од село во село, организирајќи го народот за востание. Со таа цел и на два пати во 1901 година го посетил и нашиот град Кавадарци и како и селото Ваташа, крилатиот ѓавол или Канан Шејта, комтистиот водач, како што го нарекувале турците. Беше жива легенда, од која се плашеше големата порта. Неговото име не смееше гласно да се изговара во Цариград. Гоце беше во постојан поход низ Македонија, организирајќи го народот, не плашејќи се од никој, иако за неговата глава беше распишана награда со 1000 златни лири. На 3 мај 1903 година Гоце Делчев со својата чета пристигнал во село Баница, близу до Сер. Ова бил и последниот поход на легендарниот
древен херой Ахил. По сведењем кои го користеле неговите најблиски другари. Селото било со опсада од силен турски аксер, преводен од офицерот Тефик. На 4. мај 1903 година, во раните утрински часови при излез од селото Гоце Делчев бил смртно ранен. Со тоа згаснал неговиот млад живот кој траел само 31 година. На ореолот на неговото име остана да живее кај македонскиот народ во песните, легендите и во свеста, затоа што тој беше душа и срце на Македонија, револуционер и хумански кој едноставно го разбираше светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. Слава му!